многу внимателно го следиме процесот, но действуваме на 3 нивоа. Правниот, значи аспектот кој што бара правно толкување, особено на имотно правните односи во самиот објект, кои што налагаат консултација со приватните сопственици на објектот и каде што има одредени правни отстапувања. Потоа, она што значи урбанистичкиот, значи документацијата на ниво на одобрување во општинските органи, каде што следиме што е тоа што се случува по однос на деталните урбанистички планови или еден единствен детален урбанистички план за мал ринг. И она што навистина многу го цениме и што е многу директно поврзано со емотивниот однос кон целиот проблем, тоа е заштитарскиот аспект. Значи, ова е градителско културно наследство, не само значајно за Македонија, но туку и пошироко, иако тоа е збор што го употребуваат политичарите. Мислам дека е толку вредна оваа компактна урбана структура, што нејзе учат генерации и генерации. И инаку евидентирана во листите за заштита. Значи, би сакале, инсистираме, да низ тие аргументирани елаборати и студии изготвени доскоро се потврди неминовноста на одредување на режимот на заштита. Не губиме надеж. Може и да се документира нешто што е, да кажеме, бесмислено и на кое што инсистираме да се искоригира. Се работи за, например, извод од важечкиот урбанистички план, на кој што пишува дека објектот на градски трговски центар е бесправна градба. Таквите апсурди мора да се отклонат и, значи, ова е само една од недостатоците на многуте елементи кои што треба да се уредат околу оваа интервенција. Проектот за тоа декорирање на објектот, зашто јас не знам како да го именувам, дефинитивно тоа е наградување на објектот, е во изготвување, за тоа имаме информации, меѓутоа тоа не значи дека ќе се реализира. Ние длабоко веруваме, искрено, дека нема да дојде до реализација на тој криминален чин.